Денес се одржа 8-та седница на Советот на општина Струмица. Имавме 32 точки на дневен ред. Најмногу расправа имаше по точките од кварталниот извештај, годишниот извештај и завршна сметка и извештаите по буџетските програми на општина Струмица. Имаше дискусии дека извршување на буџетот 75% од колегите во ВМРО-ДПМН не е добар, меѓутоа со образложение од граничалник на општина Струмица Коста Јаневски и известителите по точките објаснаа дека 2017 година била специфична година кога имавме задоснување на формирана влада на Република Македонија, имавме и избори и од тие причини не можеше да се постигне по-добро завршување на буџет на општина Струмица. Меѓутоа, тој проблем го има и сите други општини, не само општина Струмица, и кога ќе се видат буџетите на другите општини, се гледа дека сепак општина Струмица била успешна во тој поглед. Се водеше дискусија најмногу за распределбата на средствата за спортските здруженија. Се утврди дека стварно имало можеби мали неправди во распределбата на и реализирањето на исплата на средствата за спортските екипи, најмногу Академија Пандев. Меѓутоа се донесе заклучи дека во наредниот период општина Струмица ќе го помага спортскиот клуб и фудбалски клуб Академија Пандев во организирањето на турнири од меѓународен карактер. Исто така на дневен ред беа финансовите извештаи на јавните предпријатија Паркиралиште и Струмица газ. Овде немаше дискусии. Посветници ВМРО-ДПМН гласа воздржано. Исто така годишните сметки и финансите извештаи за библиотеката Благо Јанков Мучето, за дом за деца и млади Благо Јанков Мучето и за отворен граѓански универзитет за доживотно учење Јоска Швестерот Струмица. Исто така немаше дискусии и на крај на расправа беа дадени дел од урбанистичка планска документација за проширување на плански офати, каде сите советници и од СДСМ и од ВМРО-ДПМН гласаа едногласно. Сакам да истакнам дека општина Струмица помага многу за лицата што имат било какви потреби. Меѓутоа, сме во размислување дека ние сме советници од општина Струмица да во наредниот период биде ограничена таа помош само на граѓаните на општина Струмица, бидејќи сме ограничени со буџет, и ако така помагаме и други лица од другите општини, мислам дека можеби до половината на годината ќе ги строшиме средствата и после ќе не можеме да помогнеме на лица наши граѓани од општина Струмица. Затоа во наредниот период сигурно ќе донесеме одлука да помошта на општина Струмица и граничалник Коста Јаневски биде само за граѓаните на општина Струмица.